Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Порака на нашето време за толеранцијата, јавниот сервис и потрагата по мир. Оваа книга представува компилација на важни обраќања, изведени од неговата светост Мирза Масрор Ахмад, раководител на светскиот ахмадиски муслимански џемаат, петтиот наследник на ветениот Месија алейхи селам, за време на неговата турнеја во Америка во 2018 година. За прв пат објавено е во Велика Британија 2019 година. ज़हूरे महदिये आखिर ज़मां है, ज़हूरे महदिये आखिर ज़मां है. За авторот, неговата светост Мирза Масрор Ахмад, Халифатул Месих Петти Аба, е врховен шеф на светскиот муслимански Ахмадија џемаат. Тој е петтиот халифа од ветениот Месија алейхи селам и реформатор Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам од Кадијан. Неговата светост е роден на 15 септември 1950 година во Равва, Пакистан, од покојниот Мирза Мензур Ахмад и покојната Насира Бегум Ахмад. По завршувањето на магистерските студии по земјоделска економија во 1977 година во Универзитетот за земјоделство во Фајсалабад, Пакистан, тој официјално го посветил својот живот на службата на исламот. Тој бил испратен во Гана во 1977 година, каде неколку години работел како директор во разни ахмадиски муслимански училишта. Подосна, кога неговата светост се вратил во Пакистан, тој работел во разни установи во седиштето на муслиманската Ахмадија заедница во Равва. Избран на доживотна позиција за халиф од муслиманската заедница Ахмадија на 22 април 2003 година, неговата светост работел како светски духовен и административен поглавар на меѓународна верска организација со десетици милиони членки во повеќе од 200 земји. Откако бил избран за халифа, неговата светост водел светска кампања за да ја пренесе мировната порака на исламот преку сите форми на печатени и дигитални медиуми. Под неговото водство, националните гранки на муслиманската заедница Ахмадија започнале кампањи што ги отсликуваат вистинските и мирни учења на исламот. Муслиманите Ахмади низ целиот свет се ангажирани околу дистрибуција на милиони мировни летоци на муслиманите и на немуслиманите, организирање на меѓуверски и мировни симпозиуми, како и организирање на изложби на честниот Куран, за да ја презентираат својата вистинска и благородна порака. Овие кампањи добиле светска медиумска покриеност и демонстрирале дека исламот е прв во промовирање на мирот, лојалноста кон земјата на живење и служба на човештвото. Во 2004 година, неговата светост го започнал годишниот национален мировен симпозиум во кој се собираат гости од сите сфери на животот за да разменуваат идеи за унапредување на мирот и хармонијата. Секоја година симпозиумот привлекува многу министри, парламентарци, политичари, верски водачи и други достоинственици. Неговата светост патувал на глобално ниво за промовирање и помагање во служба на човештвото. Под раководство на неговата светост, муслиманската заедница Ахмадија изградила голем број училишта и болници кои обезбедуваат одлично образование и здравствена заштита во оддалечени делови од светот. Стремежот на неговата светост бил да се воспостави мир на секое ниво на општеството. Тој постојано ги советувал членовите на Ахмадија муслиманската заедница да извршат личен џихад или борба со стремеж индивидуално да се реформираат, што е вистинска и најголема форма на џихад, така што секој Ахмади муслиман прво може да воспостави мир на индивидуално ниво, што ќе им овозможи на другите да најдат мир. На индивидуално и колективно ниво, на локални, национални и меѓународни платформи, неговата светост се обидува да ги советува сите други за практично воспоставување на мир, заснован врз вистинските учења на исламот.
неговата светост Мирза Масрор Ахмад Аба во моментот престојува во Лондон, Англија. Како духовен водач на муслиманите Ахмади насекаде во светот, тој енергично ја предводи каузата на исламот преку освежувачка порака за мир и сочувство. Вовет. Поминуваме низ круцијално време на историјата каде што во светот се зголемува поделеноста и нетрпеливоста на луѓето. Глобалните судири и катастрофи се поприсутни, но сепак постои решение за мир и помирување и тоа може да се најде во пракса. Оваа книга е збирка од 4 предавања што неговата светост Мирза Масрор Ахмад, шефот на светската муслиманска заедница Ахмадија, ги одржал за време на неговата турнеја во Северна и Централна Америка во 2018 година. За време на оваа посета, неговата светост одржал просветлувачки говори на инаугурациите на џамиите во Филаделфија, Балтимор и Вирџинија. Тој исто така имал историско обраќање во Гватемала, започнувајќи во болницата Насир, проект управуван од напорите на Humanity First, хуманост пред се. Неговата светост објаснува како основањето на џамии и болници помага во отфрлање на погрешните заблуди за исламот и неговиот основач, пророкот Мухамед, нека мирот и благословот на Аллах бидат врз него. Вистинскиот дух на обожавање и вистинската цел на џамиите со векови веќе не постоеле, но оживеани се од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхи селам, и неговата заедница денес. Со свет кој оди кон работна катастрофа, неговата светост Мирза Масрор Ахмад повикува на траен мир преку воспоставување на меѓусебна религиозна толеранција и човечко сочувство. Соединувајќи се во молитви кон Бог, Семокниот, и со извршување на нашите одговорности кон нашите соседи, ние сме во состојба да ја исполниме нашата вистинска цел во животот. Со ова ние денес се трудиме да ги донесеме мировните промени, потребни во светот денес. संभल जाओ के वक्ते इम्तिहान है मसीहा से कोई कह दो ये जा Говори. Вечерта на 19 октомври 2018 година, раководителот на светската муслиманска заедница Ахмадија, петтиот халифа неговата светост, Хазрети Мирза Масрор Ахмад, го одржал главното обраќање на специјалниот прием, што се одржал за одбележување на инаугурацијата на џамијата Бајтул Аафијат во Филаделфија, Соединетите Американски држави. Џамијата која е прва за ваква намена во Филаделфија била официјално отворена истиот ден, претходно кога неговата светост ја одржал својата петочна беседа. Над 175 достоинственици и гости присуствувале на вечерниот прием, што се одржал во новата џамија. Настанот завршил со тивка молитва, предводена од неговата светост. Подоцна, неговата светост лично се сретнал со многу гости кои присуствувале на приемот. Пред приемот, градоначалникот на Филаделфија Џејмс Кени и конгресменот Двајт Еванс лично имале средба со неговата светост. Неговата светост се сретнали со членови на собраните медиуми и одговарал на прашања за целите на оваа џамија и други сродни теми. Светилник на мирот. После рецитирањето на Тасахуд, Тавувус и Бисмилах, Хазрети Мирза Масрор Ахмад Аба, раководител на муслиманската заедница Ахмадија од целиот свет, рекол: сите истакнати гости, ассаламу алейкум, ва рахметулах, ва берекатуху, мир и благослов на Аллах нека бидат врз сите вас. Како прво, би сакал да им се заблагодарам на сите наши гости кои љубезно ја прифатија нашата покана и ни се придружија на оваа специјална и радосна пригода, каде што ја инаугурираме нашата нова џамија во овој град. Факт е дека човечките суштества се такви суштества кои не можат да преживеат без социјална интеракција и без развој на меѓусебни односи со други луѓе. Без оглед на разликите во расата, религијата или социјалната припадност, ние сме обединети како човечки суштества и затоа е неопходно да комуницираме со други луѓе, наместо да се изолираме или само да се мешаме со членовите на нашата посебна заедница.
Во секој поглед, диалогот е клучен за уривањето на бариерите и за зголемување на меѓусебно разбирање и знаење, за напредокот и еволуација на општеството и за поттикнување на атмосфера на мир и заедништво. Од витално значење е почитуван дискурс и дискусија помеѓу луѓето и меѓу различните заедници. Затоа, исклучително ве ценам сите вас, кои одвоивте време за да ни се придружите денес. Без оглед на тоа што повеќето од вас не се муслимани, вие ја прифативте нашата покана и ни се придружувате на овој чисто верски настан, каде се отвара џамија. Значи не можам да продолжам понатаму без да ги пофалам вашето високо ниво на толеранција и почит. Ако вашето учество е знак на вашата желба да ги зајакнете вашите лични врски со членовите на нашата заедница, тоа исто така ја символизира вашата желба да стекнете побогато разбирање за нашата религија. Тоа покажува дека вие сте луѓе кои не сакаат слепо да прифатат информации од втора рака. Во денешната ера, кога толку многу извештаи се неточни, може само да се пофали вашиот интерес на вистината за исламот. Наместо да го прифатите она што го зборуваат медиумите во врска со муслиманите или она што антиисламските сили се обидуваат да го прикажат, вие сами се уверувате што значи исламот и што представува. За ова ве поздравувам и искрено ви се заблагодарувам. Ова е традиционално исламско обраќање на арапски јазик за некое отварање. За читателите го представуваме неговиот превод во поимникот. Може би сте свесни дека слоганот или мотото на муслиманската заедница Ахмадија е љубов за сите, омраза кон никого. Ова мото не е ништо ново или нешто што одеднаш го измисливме. Напротив, овој слоган се заснова на учењата на светската исламска книга, чесниот Куран, и учењата дадени од основачот на исламот, чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, Мухаммед алейхи селам. Од самиот почеток, исламот не научи дека меѓусебното почитување и толеранција се основни човечки вредности. Например, во сура 6, ајет 109, чесниот Куран изјавува дека муслиманите не треба да зборуваат дури и против идолите на нерелигиозните луѓе, затоа што тоа би можело да ги испровоцира да зборуваат против Аллах Семокниот. Така, за да се осигури дека тензиите не се зголемени и да го заштитат општеството од циклус на омраза и непријателство, муслиманите добиле наредба да покажат воздржаност и трпеливост во секое време. Додека често се тврди дека муслиманите не ги почитуваат другите религии или нивните религиозни личности, ништо не би можело да биде подалеку од вистината. Всушност, врз основа на учењата на чесниот Куран, муслиманите веруваат дека Божите пратеници биле испратени до сите нации со цел да ги водат и реформираат луѓето од тие региони. Цврсто веруваме во вистината на сите пратеници и веруваме дека тие биле испратени да го привлечат човештвото кон Семокниот Бог и да поучуваат на морал и да воспостават универзални човечки вредности, како што се слободата на совеста, правдата и човековата симпатија. Со оглед на ова, како е можно за нас да не ги почитуваме или да ги обесчестуваме другите религии или нивните следбеници? Од тука, ние, Ахмади муслиманите, сме искрени во нашето тврдење дека не мразиме никого. Освен тоа, имаме вистинска љубов кон сите луѓе и сме подготвени да им даваме пријателство на другите. Само да наведам еден мал пример. Минатата година кога локалните еврејски гробишта беа нападнати овде во Филаделфија и нивните гробници беа оскрнавени, локалните членови на муслиманската заедница Ахмадија веднаш отидоа да ја понудат својата поддршка на еврејската заедница и да застанат во солидарност со нив после тоа одвратно злосторство. मसीहा से कोई कह दो ये जाकर, मसीहा से कोई कह दो ये जा. Ние не бараме награда или благодарност за такви работи, затоа што ние само го следиме она што не научи нашата религија, а тоа е да застанеме рамо до рамо со луѓето од други вери и верувања, кога имаат потреба или се во неволја.
Ние го застапуваме правото на сите луѓе да го живеат својот живот ослободени од дискриминација или предрасуди. Секој што е подготвен да ја погледне исламската историја, објективно и искрено, ќе види дека универзалната слобода на верувањето од секогаш била суштински принцип на исламот. Навистина, големо влијание на ваквиот плурализам и широко размислување имала владата која била формирана во арапскиот град Медина, каде што се преселил чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, Мухамед, заедно со многу негови следбеници, откако се соочија со години на прогонство во Мека. ज़हूरे महदिये आखिर ज़मां है, संभल जाओ के वक्ते इम्तिहान है, संभल जाओ के वक्ते इम्तिहान है। Денес го завршивме првиот дел од книгата Порака на нашето време. Еселаму алейкум.